Имам две пратенички прашања. Едното е за председателот на владата, другото е за министерот за образование Јетон Шатјери. Првото прашање за председателот на владата. Прашањето е за рускиот разузнавач, украински тајкун, баран со потерница за перење на пари и ставен на црната листа на Америка заради прекршување на изборниот законник. Моето прашање е дали за еден ваков руски разузнавач, кој што поднел барање за македонско државјанство во февруари 2021 година, кога вие не сте биле премиер, сте станале премиер јануари 2022 година, а државјанството му е доделено крајот на мај 2022 година. Дали во овие 5 месеци, додека откако бевте премиер, вашиот директор на АНБ, вашиот советник за национална безбедност, министерот за внатрешни работи или некој друг поврзан со оваа област, вас лично ве информирал дека вакво лице, за кое што едно мало барање на Google покажува дека е руски разузнавач, официјални податоци има дека е на црната листа на САД, исто така официјални податоци дека Украина го бара со потерница. Дали бевте информиран во овие 5 месеци, пред да донесете на влада одлука за да му се додели државјанство, дека ова лице барало државјанство и дали бевте запознаен со оваа тема? Тоа е прашањето за премиерот. Прашањето за министерот за образование е следно. Според законите за високо образование, дали декан на некој факултет, без разлика дали е државен или приватен, смее, според закон, да биде член на партиски, извршен, надзорен, централен или било кој друг орган, односно да биде член на партиски раководен орган според законот за високо образование. Вие сте имали искуство и во приватен универзитет и факултети, дали може, еве да кажеме, деканот на факултетот во Струга или деканот на некој факултет во Тетово, во Скопје или во Штип, да биде член на партиски орган на ДУИ, на ВМРО-ДПМН, на БС, на СДСМ, на ЛДП или на било која друга политичка партија. Благодарам многу. Пратеникот Антонио Милошевски постави две пратенички прашања.